Вести на КТВ, добра вечер, почитувани гледачи. Синоќа во Кавадарци повторно протестираше граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Протестот заврши пред зградата на локалната самоуправа, а пред присутните зборуваше пензионираниот професор и екологист Томе Лисичанец. Протестите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија продолжуваат во Кавадарци. Протестниот марш синоќа повторно продефилира од црквата Света Петка низ централните улици во Кавадарци и заврши на плоштадот пред зградата на локалната самоуправа. На Македонија не и се потребни ниту поделби, ниту редефинирање. Единствените катастрофи на кои треба да сме спремни би требало да се природните, да се избориме да живееме гордо, трезвено и по стапките на нашите предци пред чии споменици денес се покоруваме. Ние пензионерите го сакаме единството, очекуваме и младите да размислуваат трезвено и со подадена рака да се реши овој горлив проблем за нашата земја, рече пред присутните пензионираниот професор и екологист Томе Лисичанец. Ние пензионерите кои што сакаме да и оставиме на нашите генерации татковина, слобода и убавина како што имаме, ние кои што мислиме дека единствени непријатели треба да ни бидат природните катастрофи, климатските промени и слично, не сакаме да прифатиме да се закрвиме меѓу себе, кое што е најголемата жалостна состојба која што се случува. Зали има пожалосно од тоа македонецот кој што со векови се борел за својата слобода, денеска да стане еден против друг, меѓу себе да се закрвиме и тоа за жал за туѓи интереси. Оваа наша собраница која што се повторува од вечер во вечер и се движи по улицата која што го символизира македонскиот непокор или инденското востание, ми дава надеж дека македонскиот народ ќе опстои и ние вака собрани ќе му дадеме поддршка на нашиот председател да се бори, да се избори за разрешување на овие сега горливи проблеми. Нашата борба и нашите средства се демократски и човешки, затоа што ние се служиме значи со диалог, со разговор и од се најголем потез во последно време кој што потекнува од граѓанската иницијатива е подадената рака за граѓанско помирување, кој што ќе биде најдоброто и најважното решение за да се решат сите кризи и недоразбирања и сите спорови меѓу македонците особено, како и другите заедници со кои што живееме со исти права, со исти можности за развој на сите заедно во оваа наша убава татковина. Ако само се тргнат усвитените глави, македонците да седнат и да постигнат национално помирување, Македонија ќе може да оди напред и никој нема да може да ја разруши. Промена на знамето, двојазичност и редефинирање за мене се неприфатливи. Ако големите земји се стремат за излез од Европската унија, се сомневам дека Македонија ќе сака дружба со сиромашните земји, да се избориме сложни како браќа за единство и непокор, заврши Лисичанец, со што мирно беше ставен крај на уште еден протест на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија во Кавадарци. Почнува асфалтирањето на патниот правец Росоман-Сирково. Ако дозволат временските услови, за месец и половина овој патен правец ќе биде во функција. Ако дозволат временските услови, за најмногу месец и половина целосно во функција ќе биде ставен локалниот пат Росоман-Сирково. Работите со асфалтирање почнуваат, одлучија секторот за европски проекти, надзорот, изведувачот и финансиската комисија на средба со градоначалникот Стојан Челазов во Росоман. Имавме средба минатиот петок со одсекот за европски проекти, значи од министер за финансии, за изведувачот, надзорот, направивме состанок и беше решено да почне да се работи овој пат, бидејќи сите, значи немаме некоја законска пречка да не го почнеме, така да очекувам од сабота машините да бидат во Росоман и да почне со асфалтирање, односно комплетно завршување на ова делница Росоман-Сирково и според најавите на изведувачите кои што се фирма која што стварно е за респект, некаде месец и пол дена најкасно тие
временските прилики сепак се оние кои што ќе го диктират, ќе диктират изградбата и изработката, но во секој случај месец и пол кажа дека ќе биде доволно да овој патен правец се заврши, односно овој локален пат се стави и се даде на граѓаните на употреба. И јас очекувам дека по она што е кажано, дека во сабота веќе сите машини ќе бидат тука и ќе турбо ќе работат во овие денови како би овој локален пат биде завршен во најкраток можен рок. Овој патен правец представува големо олеснување не само во комуникацијата на двете населени места, како приоритет особено на жителите од село Сирково беше потенциран на форумските заедници одржани со градоначалникот. Жените во Кавадарци го прекројуваат буџетот. Во улога на градоначалнички жените го можат тоа. Анкета на оваа тема утре јавно ќе биде спроведена на градскиот плоштад. Жените од Кавадарци во улога на градоначалнички ќе добијат можност да го прекројат општинскиот буџет за 2017, односно да кажат како да се потрошат парите од буџетот. Ова е дел од 4-та мартовска кампања на акција Здруженска Жените буџетираат, со која оваа организација алармира дека јавните финансии не смеат да бидат забранета зона за жените. Кампањата ќе се случи утре на 12 март на плоштадот со почеток од 10 часот и ќе се одвива преку еден вид на улична анкета, а нејзина главна цел е да го поттикне интересот на жените за тоа како и во чија корист се управува со локалните јавни финансии. Настанот во Кавадарци се организира во соработка со организацијата на жени Визија Кавадарци. Кампањата освен во Кавадарци се спроведува и во Центар, Карпош, Радовиш и Струмица, во соработка со локалните женски организации кои се вклучени во менторската програма за следење и застапување на родова еднаквост во буџетските процеси. Истата е дел од активностите на проектот на акција Здруженска застапување на родово инклузивни буџети, подржан од Цивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, кои го спроведуваат НИРЕС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Шведскиот институт за јавна администрација. Општата цел на проектот е да го унапреди третманот на родовите прашања во буџетското планирање на локално ниво, вели за КТВ Сузана Гроздановска од Здруженска. Во вторник, Советот на општина Кавадарци ќе ја одржи редовната 55-та седница. Завршната сметка на буџетот на општина Кавадарци за 2016 година е дел од дневниот ред за 55-та седница на Советот на општина Кавадарци, закажана за 14 март вторник. На оваа седница исто така советниците ќе го разгледуваат годишниот извештај на општина Кавадарци за минатата година. Предлог одлуката резервирани обезбедени средства за експроприација во буџетот на општината за 2017 година. Советот ќе ги разгледува и ќе дебатира по завршните сметки на средните и основни училишта во општина Кавадарци, како и на институциите од областа на културата, детската градинка, домот на културата, библиотеката, музеј и галеријата. Во рамки на 55-та седница на дневен ред е и годишната сметка на фондацијата за поддршка на мали бизниси за 2016. Одлуката за отпочнување на постапка за ликвидација на фондацијата за поддршка на мали бизниси, предлог одлуката за давање согласност на одлука за утврдување на работно време на вработените во јавната општинска установа за деца, детска градинка Рада Поцева, донесена од управен одбор на оваа установа на 23 февруари годинава. Исто така ќе се разгледува извештајот за редовното работење на јавното предпријатие Јасмин Кавадарци и предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на општина Кавадарци за 2017. Македонија нема да воведе контрамерки за увозот на хрватски производи. Македонија нема да воведе контрамерки за увозот на хрватски производи. Состојбата не била толку алармантна, вели министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, но посочува дека повторно ќе побараат од Хрватска да го намали рокот за чување на увозното вино во магазин до пуштање во промет. Деновиве винарските визби имаа средба со Цветков, на која ги образложиле новите одредби од хрватскиот правилник за увоз на вино од трите земји, меѓу кои е Македонија, и како тие влијаат врз извозот на македонското вино во Хрватска.
Неодамна дел од македонските винарски визби, кои извезуваат вино во Хрватска, се пожалија дека со новите одредби во хрватскиот правилник значително ќе се отежни извозот на македонското вино во Хрватска. Ваквите одредби ги нарекоа нетарифни бариери и побараа македонските власти да преземат соодветни мерки. Македонија годишно во Хрватска извезува 17 милиони литри во вредност од 11,2 милиони евра, поради што важи за една од најзначајните дестинации за извоз на вино. Само лани дури 26% од македонското се извезело во Хрватска. Хрватска е втората земја зад Србија за извоз на македонско флаширано вино и трета зад Германија и Србија за увоз на македонско наливно вино. Од армискиот полигон Криволак апелираат на внимателност. Од 15 до 25 март ќе се извршуваат боеви гаѓања. Им се соопштува на местното население од општините кои гравитираат околу армискиот полигон Криволак дека во периодот од 15 до 25 март годинава во реоните на Брест, Крушковица, Мушанци, Голема Страна, Каша и Тубре, Бел Камен, Козарник, Джидимерци, Читаклија, Кукулци, Караоджали, Хаджи Хамзали, Кавли Кајлајка, Куртепе, Штраклево и Енешево ќе се извршуваат вежбовни боеви активности. Во наведениот период се забранува секакво движење и престој на луѓе, моторни возила, стока, како и оставање на моторни возила во наведените реони. Исто така се забранува било какво земање или допирање на неексплодирани проектили или средства кои може да бидат опасни по живот, а доколку се пронајдат такви средства, истите да се обележат и да се известат надлежните органи од командата на армискиот полигон Криволак или СВР-Штип, полициска станица од општа надлежност Неготино, полициска станица од општа надлежност Кавадарци и полициска станица Градско. Вежбалиштето на кое ќе се извршуваат планираните активности ќе биде видно обележано согласно со законските прописи во армијата на Република Македонија, како и обезбедени со физичко обезбедување, стои на крајот од соопштението на армискиот полигон Криволак. Екзит од Јужна Кореја во понеделник преку поврзување на континентот гостува во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. Екзит 2017 поврзување на континентот е насловот на последната изложба на уметничката група Екзит од Јужна Кореја, која ќе биде отворена на 13 март понеделник со почеток од 19 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци. На изложбата ќе бидат представени дел од авторите Гилце Цонг, Донграк Сон, Инг Сонг Джин, Инсук Риу, Юн Тек Са, Хјусан Ли, Лој Ким, Ми Джонг Ли, Сангу Јанг, Сан Јонг Ли, Чан Климп Ли и Чаин Мун. Делата од овие автори македонската публика имаше можност да ги види во текот на месец август 2016 во Националната галерија на Македонија во објектот Мала Станица, заедно со делата на повеќе македонски автори кои беа дел од изложбата Патување. Едно од клучните филозофски прашања, прашањето за постоењето, ги проткајува делата на членовите на групата Екзит. Авторите зборуваат за теми поврзани со домот, семејството, животната средина, меѓучовечките односи, детството, желбите со ништата, сето она што ги обкружува, го обликуваат нивниот поглед и ги тера на размислување. Делата се работени во различни техники, како слика, графика, цртеж, дигитален принт, скулптура, инсталација и така натаму, а она што ги прави визуелно впечатливи е истакнатиот црно-бел контраст или несекојдневно живиот колорит, како и специфичните материјали од кои се изработени, потенцира Маја Кировска. Организатор на изложбата е токму таа во соработка со Домот на културата Иван Мазов Климе Кавадарци. Досега групата Екзит изложувала со Патување во Националната галерија на Македонија објект Мала Станица Скопје во 2016-та. Истата година со поврзување на континентот Галери МС во Њу Јорк, Соединетите Американски држави во 2015-та, Сојоју во Национален културен центар
Чунгбук Чунгджу во Кореја со истата поставка во Њу Јорк, а зад себе од 2010 до 2014 успешна е со Еуритмија, тропајки на излезот од Њу Јорк, излез кон друго место, Екзит друг излез, Екзит 2011, Екзит луда чувствителност во резиденцијата на гувернерот на Чангбук во Кореја. Вести од спортот. Тиквеш со победа над Влазарими. Утре ќе ја разгори битката за опстанок. Поради тоа што својот надпревар го играа во средата, над преварот од следното коло во втората македонска фудбалска лига, екипата на Тиквеш средбата со Влазарими ќе ја одигра во недела. Утре, 12 март, на градскиот стадион во Кавадарци со почеток од 14 часот. Имено викендов се играат средбите од 16-тото коло во втората македонска фудбалска лига. И ова коло ќе биде во знакот на средбите од долниот дел на табелата. По 15 одиграни надпревари, Тиквеш се уште е на последната позиција од табелата со 10 бодови. 2 помалку од предпоследниот Тетекс и 3 помалку од комшиите од Неготино, а 5 помалку од Влазарими. Викендов во Неготино гостува Тетекс и доколку неготинчани слават, Тиквеш со победа над Влазарими ќе го помене тимот на Тетекс на табелата и ќе му се доближи на 2 бода на тимот на Влазарими. Тоа значи дека за кавадарчани утре нема друга опција освен победа, доколку сакаат да ја задржат опцијата за опстанок во лигата. Утре се играат само средбите Евромилк Турново и Тиквеш Влазарими. Сите останати средби Скопје Новаци, Академија Панде Металург и Вардар Неготино Тетекс на програмата беа денеска. Временска прогноза. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со умерен до засилен ветер од северен правец. Ветерот наместо ќе достигнува брзина од околу 80 км на час. Локално се уште ќе има услови за слаб дожд, а на планините снег. Утринската температура ќе се движи од 1 до 8, а дневната од 8 до 14 степени. Од понеделник се очекува стабилно време со умерен северен ветер. Утринските температури во почетокот на наредната недела на места ќе бидат негативни. Сообраќајот на државните патишта се одвива по наместа влажни коловози. Слаб снег кој не се задржува на коловозите, утринава провејуваше на Стража, Маврово, Крушево, Буково, Јавато и Плетва, информираат од Автомотосојузот на Македонија. Оттаму потенцираат на внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација и потсетуваат дека законската обврска за задолжително поседување зимска опрема во возилата трае до 15 овој месец. Тоа беа подготвените содржини во соботното издание на вестите. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна вечер со нашата програма.